Тука голем дел од гледачите кои што го бранеа ВМРО-ДПМН викаа дека ние сме лажеле, не знам што сме правеле. Кога ги вадевме овие документи за Јанушев и за фирмите у Бугарија, денеска ете финансово разузнавање не потврди де факто ДКСК има отворено предмет. Имаат, еве денеска отвори предмет кога веќе спомна за бугарските фирми, денеска ДКСК отвори предмет на по пријава на финансово разузнавање, а на потикнато од наш текст за фирмите во Бугарија кои што ги има Игор Јанушев. Аха. Да. Бидејќи Оно пратеник? А сега не е веќе? Сега не е. Не, аха. Да. Нема имунитет, значи. Не знам. Треба да биде министер. Аха, па нема имунитет. Треба добро. Не знам, не верувам дека ќе има нешто од тоа. Ај пуштете ги скриншотите од ваквото од ДКСК и фирмите и така натаму. Да, еве за гледачите кои што овдека викаа дека не сме били, ама сме задимиле. Уште овај не, ја дувнав натака у камерата, дувнав. Тука голем дел од гледачите кои што го бранеа ВМРО-ДПМН викаа дека ние сме лажеле, не знам што сме правеле. Кога ги вадевме овие документи за Јанушев и за фирмите у Бугарија, денеска ете финансово разузнавање не потврди де факто ДКСК има отворено предмет. Еве, ќе го пуштите сега на екранов да ги видите документи. Да не стане тоа пракса, лажат бе, остај ги. Треба да ќе стане пракса, тој дел се плашам, пошто реално имаше каков и да беше заев, од овој дел реално се променија многу работи. Можеше да прашаш за се. Дали ќе добиеш за одговор, тоа е друго прашање. Ама пример немаше притисоци од типот ќе те затвориме, не знам што, од кога ќе поставиш прашање. Да се вратиме у тоа време ќе направиме проблем голем. Ние сме во процес на нели во треба да бидеме дел од Европска унија. Вие почнав така мислите, ти прв почувствува како тоа Македонија е твоја. Ама добро, во добар момент тоа се случи. Во добар момент, на време да знаат дека никој не им се плаши. Не во техничка, ни во политичка, ниту не знам во каква влада. Тоа што го мислиме ќе го збориме и понатаму, се дека е аргументирано со факти и со документи, апсолутно, па ако цената и затвор, апсолутно не е проблем. Не е проблем. Ја не мислам да бегам. Зашо е многу интересно? Еве, што е многу интересно? Они мислат дека ако ми се заканат мене или тебе или на некој што е heavy metal, да речеме, тоа што го работи, со затвор, дека ние сега ќе се повлечеме, затоа што нас ни е страф од затворот. Не е пријатно, секако. Ама, со тоа не... Тоа само за нив кажува. Они се тие кои што многу се плашат од затворот и мислат дека нивниот страф од затвор го имаат сите. Ја не знам. Некако мислам дека се дека јас сум чист со себе и тоа што го работам верувам дека исправно, апсолутно не ми е апсолутно ни за затвори, ни за матвори. Не чува некоја поголема сила, сум имал многу непријатни ситуации. Не знам, не можам да ги набројам колку пати ми бил овде ставен калаш, онака во таква ситуација сум се нашол кај што не треба. Не знам, Господ ме спасил. И во ситуацијава пробаа многу да ме наместат. Имаше карања во МВР на тој будала една кривична не може да му стегнете, ама еве не им успеа затоа што и внатре во МВР има честни луѓе кои што одбиле да потпишат нешто што не е вистина. Така да мислам дека како и да е, затвор или слобода еден ден ќе искочи вистината на виделина, ама и ќе се смени и ситуацијата. Затоа што имаше моменти кога со нашата сила микрофонот, тоа е тоа. Ама во многу непријатни ситуации беа и они кога требаше да се појават пред судови и обвинителства. Така да да, не. Тука сме. Штета што не се појавија пред суд сите кои што требаше да се појават пред суд. Ама ќе дојде време. Ќе дојде време, веројатно ќе дојде време. Еве има шанс. Специјално обвинителство и специјален суд во Косово, кој што го водат странци. Ние влегуваме во еден друг процес кај што и тоа не е исклучено, ме разбираш. Ако не сакаме да ветинг, ако не сакаме сами да се средиме, некој ќе не среди. Тоа ќе биде барање на самите граѓани веќе, не оди вака. Да, се согласувам и мислам дека треба да има шанса Мицкоски сега да го направи тоа. Тие луѓе кои што ако си ја сака државата колку што ако си ја сака државата колку што збори, тие луѓе за кои што еве ние збориме дека за жал не се најдоа пред порота, може да ги само нека го ослободи судството. Едноставно е. Ветинг
се ќе се среди. Ако ништо повеќе, во наредните 2-3 години, со нормална власт, после ветинг ќе функционира и судство обвинителство. Па може би ќе создадеме и онака озбилни кадри кои што навистина нема да се плашат. Они сепак си имаат власт. Разбираш, тоа е посебна власт која што кај нас нели имаат доживотни мандати, не знам како тоа Да, функционира. Сепак е моќ тоа. Тешко е пример и власта да се крене против судија кога е во право тешко. Ама полесно им изгледа да се договорат. Така испаѓа цело време. Па да, бе, па тоа Ама многу лесно ова ќе се со кој средува. менталитет они влагаат со кој менталитет влегуваат на работни места или Па ти они гледаш- влегуваат со менталитет, абе наш човек е тој. Да. Па бирање на судија обвинител е политички договор Политички веќе. договор Тоа е- апсолутно. Знаеш како беше гласањето на пример за ОЈОГОК. Како беше организирано. Ние го следевме моце Види, подетално. Институција од правосудството чим се бира со гласање во собрание или со политички договор тешко. Политички договор, на пример, обвинителот ОЈОГОК беше избран со политички договор. да, ама цело Сите време е тоа обвинители, така. на пример, обвинителите, секогаш било така. Обвинителите гласаа, на пример, од секаде за ислама бази кој што реално беше во Никој не го знаел. во обвинителскиот, Веројатно, не, никој не го знае. многу непознат човек. Значи, као Катица Јанева беше, која знала Катица Јанева што пишувала казни за, не знам, за царински прекршоци. Тоа е ислама бази. Но, еве има шанса Мицкоски да направи. Апсолутно, кога веќе политиката одлучува да се, дај нека одлучи за ветинг. Навистина време е. Вети он дека ќе прави До ветинг. тука е. До Он тука кажа, тоа му беше изборно ветување. Таму може да почне се. Добро, ако нека. Па ставите слика у слика без звук. Да. Само баш да го видиме гласањето, кој ќе биде, Да. кој ќе биде, колку треба, тројца, четворица? Тројца им фалеа. Тројца? Што ова второ гласање? Второ гласање. Интересно. Не е второ гласање, туку потребата е изгласана. Потребата, да, тоа не се гласа со. Изгласаат како со устав, што се гласа со скратена поставка на закон. Аха. Да. На... Добро, еве нека стои. Нека стои ова, баш ќе ги видиме резултати. Да. Еве го Африм Гаши. Најверојатно и Цветан Каласкова ќе остане секретар Да? на собрание, да. Не, она од СДСМ не Од беше СДСМ, политичка. Да. Не мислев да не сменила Да, партија. Не. Долго е. Од СДСМ е, ама веројатно ќе остане затоа што многу добро се вршила работата. Не, сме немале, навистина и како новинари не сме имале проблем со неј, за сега како Никогаш. Никој. како си работи, не знам. Да. Никогаш никој. Крмов има процедурално, дали ќе го Сега, пошто веројатно веќе ќе ги бираат овие, Крмов има процедурално, Само тој се јави? процедурално го најави не. Добра е, пуштете да слушаме што ќе каже Крмов, ако е само тој. Само Ајде да- видиме што ќе каже Крмов, ово уживо е. Само да не крши. Председателе, во обид да го забавиме шверцерајот на ВМРО ДПМН, јас барам пауза од 1 час. Согласно член 87 став 2. Давам пауза од 1 час. Ќе стигнеш на гласање. Овие, како Крмов рече, шверцератот на ВМРО, шверцерат шкуп. ВМРО ги Ама кај презема шверцерат шкоп нема шверцување вака. Нема Тие вака. што се, тие гласаат нема. Нема, ги превземаат тактиките на Артан. Колку ја имаат време, бе, до полноќ треба да се изгласа. Не. Ама ако е поскратена процедура, побрза постапка? Немаат законски рок за глас, мислам дека имаат. Не, битно им беше да ја почнат седмицата пред 12. Аха, окей. Да не биде други. Не, ама они ако ја тераат вака, ќе видиме, чим ја закажаа сега, значи ќе треба сега да ја гласат. Ќе гласат, ќе има вакво, мора се гласа влада. Мора, како не. Ќе се слави со зурли тапани и во Тетово, и во Чаир, и пред Белата палата. Мене Ќе има зашто ми е феста. прашањето, Панче Тошковски. Дали провери чив беше пиштолот што пукаше, кај беше тој од Чаир или кај пукаше тој од Влен? А во кај Скендербек? Не, Цуфи, не, другарот мој? не, чекај. Не бе, не беше тоа на Скендербек. Зашо? Кај што сечаа торта, а тој позадина пукаше, тоа беше негде у села на Усарај негде, таму ли беше?
Имаше пукање сегде, брат. Имаше и во Мене ми прашањето дали го провери Панчо Дашковски пиштолот, дали е негов не плашливец испадна дека. плаштивец би. Да, ама со калашни во Брвеница, како се викаше тоа? И таму се пукаше. Не знам, овој народ Ама и тоа себе брат, како да ти кажам, и тоа е плашливец и тоа. Тоа е за Абе, нека пукаат, нека Пукаат. слават. Види со пукањето, мислам, во стрелиште ме нека биде. Не сум ни ја многу добар, ама во стрелиште ме разбираш. Сакам да пукам во стрелиште. Да, И има, сега има колку сака, не мораме вака во воздух за избори, одете таму, ќе се испразните. Ама таму нема кој да ги види. Не бе, можеш има камери, можеш се снимаш, има осте се тоа, добри. ова е друго. Во Косово, пример, во Комшиите треба да ги слушаат, тука Дебек Чаламов, разбираш. не знам, кај нас се уште нема у Рошевас може да пукаш и со калаш и со секој вид на оружје. Многу е добро, знаеш како е среден тој ранчот? Како да Треба кажам, да си да тоа. па идам, ова американско ниво, многу добро средена. А чеке таму треба да си иде со Не ти треба дозвола таму за пукање. не бе дали треба да си Косово да ти е татковина да отидеш таму. Не, брат, можеш и ти. Можам И ја- тебе ти е татковина, нели А, ми кажа? да. Да, ако идеме по логиката Да. на Гаши, мене ми е Косово татковина, пошто моите предци Чукун, прадедов, таму се од Вучитрн. Вучитарма. Вучитрн денеска е, како се, метропола. Па метропола е. Не, за разлика, таму нема село што не е поврзано, веројатно после тоа стандарди на НАТО, после војната, нема село што не е поврзано со добар асфалт. Не бе, асфалт патиштата се изборам, супер. Вучитрн има згради, бе. Не, да, 15 него ти катници, зборам 20 и за другиот дел. Знаеш колку се тоа бе да се инвестира. Нема кај нас кај да искочиш негде, не знам, планински туризам, скоро и да не постои, добар ресторан, таму да отидеш друго ниво е. Точно, се Отидоа, согласувам а ги со немаат ресурсите што ги имаме Се ние, согласувам природните ресурси. 100%. Се согласувам Само- 100%. Така треба да учиме и за тоа. Таму од сегде, од сите држави нешто учиме, ништо не научиме. Не, ние На викаме, крај- види ги овие. Отвори маркет или кафана. Тоа е. Тоа е тоа. Кај нас ако си успешен, ако правиш некој бизнис, ти си сигурно криминалец, лопов или некој нешто ти дал и то одма имаш контраш некој конкуренција Да, кој што да. иде у медиум дава 100 евра, 200 евра, 300 евра и се збори и ама- се проблематизира. Тоа е најлошо што стана нормално. Е па Стана нормално стана нормално, кај нас, да. ме разбираш. Кај нас не можеш ти да тераш бизнис, успешен бизнис. Тоа е кај нас е Или ќе греф. дојде некој, ќе мора да го плачиш Да. за да можеш да ајде. продолжиш да тераш бизнис, Да. или Или на ќе идеш по медиум и казни ќе ти или ти ќе лупат. донираш на одредена партија. Така е, се Нема друга согласувам опција. 100%. Се согласувам Нема 100%. барем еве како медиум и како новинар во работа во 27 Павел Клан, многу сум пазел кога се работела за приватни бизниси, пошто знам што трпат. Мислам, не знаат од кого прво да се бранат, дали од локалната власт, па не знам, од централната. Мора во работи да се зборат. Не знам дали живеат во оваа држава, дали овие што имат функции. Мора да се вратат во реалноста. Доста е со црни стакла и затвори се во канцеларија и се окей. Државата напредува, doing business с прво место глупости. Одиме меѓу нормалните луѓе. Праша ги бизнисмените колку е 38% додаток на плата платят нашите бизнисмени. Што поголема платата, поголеми давачи. Што да плати он? 80% плаќаат ДДВ плюс 10% плаќаат данок на добивка, кој ќе споредиш, ќе испадне повеќе од Германија. Така е, и на крајот зборете со нив, остате Да, на да. нас што работиме за 500 евра плата. Тие може да, не знам, да ја економски да ја кренат малце државата, ме разбираш. Пошто има, веќе почнуваат луѓето и регионални бизниси имаат се, имаш и, не знам, бугарски бизнисмени инвестираат овде, грчки, албански. Ние инвестираме во другите држави. Многу албанци инвестираат во Косово и Албанија. Мал е пазарот, ме разбираш, да им овозможиме услови да работат држава, остај овие глупости. 30 дена изгубивме кој кого ќе тепа, Ја немам кој што да кого. додадам на ова, затоа што се согласам со тоа што го кажуваш 1000%. Кај нас имаме ние, само го лоцираме проблемот. Проблемот мораме да го лоцираме. Ние не можеме мораме да престанеме да го смениме наш мајнсетот, Да, дека апсолутно, секој што е успешен треба да му се натовариме или дека тој е криминалец или дека не знам што бил. И да гледаме само да го зезнеме да не продолжи да работи. Ние мораме да го смениме мајнсетот и да разбереме дека големите компании се тие кои што генерираат економски раст. Така.
Тие вработуваат многу луѓе, тие прават големи приходи, тие прават големи промети, големи профити и така И натаму. не мора да бидат донатори на партија. Па не мора да бидат донатори на Може партија. да донираат во спортски клуб, на пример, културно, не знам, Така друштво, па е. сега тоа. Остајте ги луѓето. Не остајте, само направите ми услови. Ти имаш компании наши кои што на висина увезуваат во Америка, увезуваат во Европа, да не збориме. Тие имаат проблеми, Да. сега замисли помалите фирми овде како се. Да. Не стигнавме до ниво да увезуваме чечкалици, дека се викаат. Кога видов made in друга, тоа не може да го произведеме. Па како да произведеме? Треба да плати не пола 80% од добивката треба да ја даде на државата.